Симеон Столпник по потекло бил сириец, од родители селани и христијани. Во својата 18-та година побегнал од родителите и се замонашил. Деноноќно стоел на столп и се молел и со своите молби извршил големи чуда и многу болни излекувал. Затоа околу неговиот столп доаѓале луѓе од сите страни, богати и сиромашни, цареви и робови, и тој им помагал на сите. Затоа бил наречен Столпник. Симеон Столпник живеел 103 години и се упокоил на 1 септември во 459 година според Григоријанскиот календар, а неговите мошти се пренесени во Антиохија во црквата посветена на неговото име. Според православниот календар, на 1, односно на 14 септември, почнува црковната нова година. Празнувањето на празниците што се случуваат преку годината започнуваат од 1 септември. Инаку на 1 септември се слави, се празнува празникот на Свети Симеон Столпник. Самиот збор Столпник означава дека тој се предал на Господе во молитва, качен на столб. И целиот свој живот го поминал молејќи се на столбот и се упокоил токму на 1 септември. Почетокот на црковната година според традицијата земјоделците го означуваат како свој празник, бидејќи на овој ден започнувале со рањето на нивите и сеењето на житните култури. Ние на 1 септември ќе имаме света литургија во сите храмови и благословување на семето кој ќе биде засејано на полињата на општина Штип. Во минатото, по завршувањето на литургијата, земјоделците имале посебни ритуали, посветени за богат род. Заедно со житото од црквата, на нивите носеле бело и црно грозје, златен или сребрен прстен, чешел, баница и живо јајце. Потоа го растураат, белото грозје го растураат во нивата за да биде житото бело, додека црното грозје го расфрлаат надвор од нивата со цел да ја избегнат гламјата. Ја заоруваат првата бразда и после тоа во неа го закопуваат лепчето, чешелот за да биде житото густо и живото јајце. Низ прстенот испуштаат, засејуваат еден грст жито со цел да житото биде плодно и да даде берекет за наредната сезона. Исто така на овој ден не се давало на заеми, не се изнесувало ништо од дома, за да не се разнесе късметот, а сите црни предмети од куќата, поточно тави и тенџериња од кујната, се криеле за заштита од црнила. Се верува и дека се гледало наутро кој прв гостин ке дошол дома, односно каков гостин таква година, а исто така се внимавало на тоа колку ќе сретнеме на патот. Ако е бремена жена или жена со полни раце, тоа значело богата година, ако е сиромашен човек, тоа значело лоша година.